Во Агенцијата за национална безбедност е направен пропуст во случајот Онишченко, призна директорот на АНБ по денешната седница на надлежната собраниска комисија на која образложуваше како се случила ваква грешка. Виктор Димовски вели дека е подготвен, ако се утврди, да сноси одговорност за тоа како проблематичен украински бизнисмен со руско државјанство, ставен на црната листа на САД, во мај годинава добил македонски пасош по претходно позитивно мислење на АНБ. Димовски уверува дека во неговата институција сите безбедносни проверки се прават во согласно со НАТО стандардите, дека постојат повеќе нивоа на утврдување потенцијални закани, но истовремено и потврди дека за Олександар Онишченко кикснало последното ниво – координација на АНБ со службите на НАТО земјите, вклучувајќи ја и американската. Кога влеговме да анализираме дали има проблем и врз основа дали ја испочитувале претходно утврдената процедура во цело сите овие нивоа, констатиравме дека ова последното ниво, кое што требало да направи меѓународна консултација со партнерите во рамките на НАТО, направило одобрение, меѓутоа потпишало дека не постои безбедносен ризик без да го направи последниот чекор. Потребната консултација со партнерите во рамките на НАТО алијансата. Со оглед на наведеното, во Агенцијата за национална безбедност преземени се неколку мерки. Најнапред, бидејќи лоциран прстенот и лоциран е поединецот кој што го ставил тој подпис без совесно да се изврши својата задача, преземени се мерки за утврдување на одговорноста. Димовски, кој треба да биде иден македонски амбасадор во Париз, номинација која сега станува неизвестна поради скандалот, е свесен дека ударот врз АНБ е сериозен и како што вели ја засенува досегашната работа на агенцијата. Нема да бегам никаде ако се утврди и моја одговорност, вели првиот човек на државната безбедносна служба. Воспоставен е систем така како што треба. Ние ќе го преиспитаме системот уште еднаш дали има некаков недостаток. Се работи за една алка во тој систем која што направила голем пропуст, кој што има потенцијал да ја компрометира работата на сите досегашни постигнувања на агенцијата. Одговорноста ќе биде утврдена точно на локално ниво и ако ме прашувате за мене, јас да ви кажам, сум во Македонија, немам намера да одам во Будимпешта, немам намера да одам во Грција, немам намера да променувам место за живење во Охрид. Останувам тука и спремен сум да се соочам со се, ако се цени дека треба да сносам одговорност. Денеска, паралелно со испитувањето на овој безбедносен пропуст, се случи нов. Дел од седницата, која поради чувствителноста на информациите беше затворена за јавноста и медиумите, се емитувал на YouTube. Затворена беше седницата затоа што не требаше слушна јавноста, дел од јавноста барем слушна на YouTube. Што се случи и како се случи, има дали информација? Добре дојдовте во Република Македонија под власт на СДСМ и ДОИ. Поради ваквата ситуација, комисиската седница беше прекината и ќе продолжи наредната недела кога дополнително ќе се утврдува како човек со проблематично минато, за кој американските служби утврдиле дека се мешал и влијаел врз претседателските избори во САД во 2020 година, добил македонско државјанство и дури ја представувал земјава во конјички скокови. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.